Надлежните институции се уште го вршат увидот за пожарот, а сите осомничени лица за овој настан се во притвор. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски откри дека и екс-министерот за економија Крешник Бектеши се уште е во полициска станица. Пред полициската станица Карпош Михајло Видемлиски. Михајло, дали се уште трае распитот и дали е познато за што е повикан? Побе во овој момент овде во полициската станица во Карпош се уште трае распитот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши со оглед на тоа што вчера тој попладневните часови бил повикан на информативен разговор во полициска станица. Се очекува негде до истекот на тие 24 часа, негде околу 17 часот да заврши, па да се знае понатаму дали ќе биде опфатен во понатамошниот тек на истрагата за пожарот кој што се случи во дискотеката Пулс во Кочани, каде што животот го загубија 59 лица. Секако таа информација подоцни обвинителството ќе треба да ни ја соопшти, но и околностите по кој е повикан на разговор Крешник Бектеши од она што досега се знае и што беше официјално соопштено од институциите дека Министерството за економија било надлежно за издавање на лиценците, а дискотеката Пулс во Кочани немала активна лиценца, односно приложила фалсификувана лиценца. Тошковски и во текот на вчерашниот ден, но и денеска потврди дека на територијата на СВР Скопје и Тетово се приведени 5 лица, токму Крешник Бектеши е еден помеѓу нив, а исто така помеѓу лицата кои што се приведени од страна на полицијата се и други државен секретар во Министерството за економија, но и други службеници. Во оваа насока да слушнеме дел од изјавата на Тошковски. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министер. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија. При извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција. По превземените мерки утврдено е дека правното лице нема лиценца за работа. Она кое што и во текот на вчерашниот ден го образлагав. Издавањето на лиценца е под надлежност на Министерството за економија и од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Михајло, министерот Тошковски најави нови апсења. Дали има некакви нови информации за тоа? На последната пресконференција Тошковски соопшти дека во однос на дискотеката во Кочани, каде што изби пожарот, имало голем број на институции кои што требало да го следат ставањето на самата дискотека во функција и дека има голем број на пропусти, нешто што и претходно го посочи обвинителството. Токму од тие причини, како што кажа Тошковски, во текот на денешниот ден ќе се приведуваат, односно ќе бидат повикувани и сите други лица кои што на било каков начин се инволвирани во оваа трагична несреќа. Еве и овде дел од изјавата на Тошковски. И во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука и Министерството за внатрешни работи и други институции. Осомничени се во моментот над 22-3 лица. Во овој момент 11 се во притвор, за останатите по насока на јавен обвинител ќе се постапува во текот на овој ден. Значи, ова дискотека, објект, мене ако ме прашате штала, функционирала така 15 години. Со криминал, со корупција, со потплатување, со мито, незаконски, без никакви услови. Никакви. Ви ги прочитав. Ништо не исполнувало од тоа што требало да исполнува. Во најголем дел од она кое што го констатираме како фактичка состојба, контроли вршат други институции.
Така, тоа беше дел од изјавата на Тошковски на пресконференцијата која што предпладнува ја одржа, порача дека никој нема да биде поштеден кој што е инволвиран во оваа трагедија. Исто така се очекува и изјава во текот на денот од страна на државниот обвинител Љупчо Коцевски околу постапувањето во целиот случај. Се зголеми бројот на обвинители кои што постапуваат, 9 обвинители од Штип, Кочани и Скопје постапуваат во овој предмет. Обвинителите се во трка со роковите, сепак како што кажав, бубе во однос на самото постапување за околу 16 часот е закажана изјавата на Коцевски.